Неточни, непроверени и исполитизирани се обвиненијата кои деновиве се адресирани на нашата фирма Автоатом преку локалните медиуми, а од страна на политички субјект. Поради тоа сме принудени да реагираме и енергично да ги отфрлиме замајувачките инсинуации кои сигурни сме предизвикуваат револт и кај граѓаните, посебно заради чувствителниот факт дека се работи за превоз на ученици. Челниците на партијата кои до вчера беа на власт добро знаат дека превозникот Автоатом во изминатите 4 години не престанал да бара да си ги наплати извршните решенија. Откако ги утужи институциите од кои побаруваше уште во времето на ВМРО ДПМНЕ со закаснување на фактури во период од 5-6 години во 2017 година. Подоцна следуваше блокада на училиштата по основ на извршните решенија. Со доаѓањето на власт на градоначалникот Николчо Илиев, ние како одговорни во фирмата од него добивме замолница да се изврши деблокада на училиштата со ветување дека долгот ќе биде целосно исплатен. Во име на соработката покажавме разбирање и ја повлековме блокадата. Наредната година државата донесе одлука и обезбеди финансии за обештетување на фирмите по општини. Во тоа време, со оваа одлука локалната самоуправа преку училиштата ја исплати само главнината и тоа го стори со закаснување, а каматата одби да ја плати, со образложение дека тоа не е нивна обврска. Сега ние прашуваме, зошто и во нивно време истите тие дозволија и не ни исплатија фактура по која покасно моравме нашите права да си ги оствариме по судски пат, при што училиштето е изложено на дополнителни трошоци во таа постапка. Кој го плати тој износ и кој го овозможи? По незнаеме кој пат слушаме дека цените на Автоатом за превоз на ученици се 4 до 5 пати повисоки од редовните. Јасно и гласно ја информираме јавноста дека тоа е голема лага, бидејќи за релација Кочани-Грдовци цената изнесуваше 15 денари во еден правец, а не 120 денари, како што некој ја замајува јавноста. Почитувани, ве покануваме вие или ваши стручни лица слободно да ги проверите официјалните документи, како што се договорите за превоз, склучени меѓу Автоатом и училиштата кои ги имаме и ние, за да се уверите во лажните обвинувања кои некој ви ги сервира и ги пласирате во јавноста. Истовремено бараме јавно извинување од ваша страна за произволните, неточни и злонамерни наводи во вашите соопштенија, кои им нанесуваат штета како на Автоатом, така и на граѓаните и на пошироката заедница.